Добро дојдовте во нова епизода на подкастот Основано со мнение со мене Јанаки Митровски. Вечерва имаме политичар слеш спортист или спортист коса црта политичар би било поправилно и во оваа полусезона па и цела сезона ќе си ветив себе си дека малку повеќе простор ќе оставаме на политичари, актери, музичари. Се извинувам на спортисти, актери и музичари затоа што политиката доволно го инвестира македонскиот медиумски простор, го доминира во секој поглед и затоа велиме добро вечер за Весна Кираџиева, поранешен спортист би било кажано, да сега веројатно цел живот ќе се бави со спорт, но професионален спортист, поранешен или сегашен политичар, еве да оставиме на вас. Добро вечер, благодарам за поканата и добро вечер и за вашите гледачи. На почетокот сите ги прашуваме, затоа што сега подкастов го водиме во некоја послободна форма, дали би пречело да го водиме разговорот на ти или би сакале да си персираме? Слободно, на ти, мене ќе ми биде полесно. Ти благодарам, Весна. Значи, појасни малку, затоа што кај тебе на Facebook профилот знам дека стои дека порано си го држала рекордот на 10.000 метри. На 10.000 на полумаратон и на маратон. Не знам дали сум сменила, можда ми стои така од Стои само за 10.000 метри, затоа јас го знам само тоа. Веројатно ми останало од кога тогаш сум го направила, инаку да, и дури ги сметам за едни од поголемите успеси, баш и на полумаратон и на маратон, особено на маратон, како една од најтешките дисциплини. А тие се сега соборени или се уште ги држиш? Соборени се пред 3-4 години. Кога стана рекордер на 10.000 метри, кога на полумаратон, кога на маратон? Одамна, поминаа можеби 10 години од тогаш. На маратон некаде 2017 на Миланскиот маратон, така го паметам, бидејќи ми беше така една од пофасцинантните трки, посебно дека е во Милано, дека го правам во некоја по надвор од Македонија, нели вообичаено во Македонија. Да, љубов град и така го памтам. Мислам и ден денес и луѓе кои ќе ме прашаат која ти е трка една која би омилена, морам да кажам таа затоа што не само затоа што била во Милано, туку дека туку и го соборив рекордот. 3 часа и 7 минути. А сега кој е македонски? Сега е под 3 часа, 2:56, 7, така нешто. Што е супер подобрување во принцип. Да, подобрување и тоа ме радува што. А кој е светскиот рекорд? Светскиот рекорд е можете и мажите кај нас тако за жал да го истрчаат. Кај женските го собори претходно беше на Пола Редклиф, британска атлетичарка која што беше и во Македонија благодарението на Скопскиот маратон и тогаш имав прилика да и бидам домакин, да се запознам со нејзе, знаете како кога растете со некој лик кој што ви е идол, так. И кога ќе имате прилика да го запознаете, тој како не знам, кошаркар да го запознае Леброн или сакам да направам споредба, ете така. А сега е соборен од Кеника и сега малку во овој период по 2,5 часа. Да, 2:18 беше, па 2:17 падна и работата што сега малку си контроверзни тие рекорди, дали ги прават со допинг, во кои средини, во кои услови. И затоа станува се уште најфасцинантен оној на Пола Редклиф, бидејќи тоа беа други времиња кога се правеа тие рекорди по условно кажано почисти, не мора да значи дека биле чисти, ама построги беа правилата. Сега дури за да не остане монотонно, дури и прогледуваат, мислам дека намерно низ прстите. Шпекулирам, ама имам основано сомнение. Сепак има нели лимит колку човековото тело може да оди. Напред на Усеин Болт, например, рекордот на 100 метри не е соборен. Па мислам дека и нема да биде долго соборен, освен пак ако не сака да направат нели некоја да биде фасцинација, па најдат некој таков талент како што беше Усеин Болт. Можам да заклучам дека напред, значи машкиот рекорд на зборам светски на маратон веројатно и по 2 часа. Да, не е по 2. Имаше обид да се собори, да биде по 2 часа и тоа беше во Монца на патеката за Формула 1, каде што има контролирани услови на идеална рамна патека, брза, без ветер, без ништо. И дури тогаш беше предизвик да се собори овој рекорд, меѓутоа официјално за да биде соборен рекордот мора да биде на отворена патека со конкуренти. Има правила по кои што мора да се оди, не може
42 километри за два, па нека си и 3 часа. Да. Еве што велиш дека нели жени мажеве да го соберат небитно, тоа е например незамисливо за просечен човек. Па да, не е лесно бидејќи бара голема подготовка. Има луѓе кои што сега посебно во западниот свет каде што им е предизвик ќе седнат на маса, ај се кладиме дека ќе го истачаме без да се подготвам, меѓутоа последиците после тоа под таквите луѓе не препорачувам без подготовка да тргнете во кладба да истрчате маратон. Не дека нема да го истрчате. Има лимити. Ја сигурно нема да го истрчам. Да, ама сепак ќе бидете после тоа оштетени физички. Од кога постои Скопскиот маратон? Скопскиот маратон започна 97-та година и 98-та. После имаше долга пауза, 10 години пауза и во 2007 година пак се реобнови и од тогаш има нели континуитет. Тогаш почна на 5 километра рекреативна и полумаратон, значи не беше маратон. Так. Затоа што уште нели тука се развижувавме, тогаш бевме тројца без тројца. Трчавме, ни свиреа, не псуеа, блокирате, сообраќај. Ама беше ама беше процесот и за нас како атлетичари, за организаторите кои што па има убава соработка со нас. Ни ги слуша идеите, забелешките, бидејќи сепак ние сме спортисти, професионалци кои што сме имали искуство и надвор сме виделе како тоа изгледа, како се организира, во кои услови. Тогаш првата трка во 12 на Пладне, во најжешкото. И са луѓе кои што не трчаат, кои не спортуваат, си мислат па добро бе, убаво вие 30 степени идеална температура, во сенка кафе да пиете. За да трчаш, дополнително се загрева телото и прегреува, мислам. И некои тие такви базични работи ни беа во процес на разработка, па после беше процес менталитетот на народот да се адаптира на тоа, дека ова е сосема нормално, дека се случува секаде во свет. Бостонскиот маратон до година 130 години ќе слави, така што не измислуваме топла вода, секаде се блокираат, Њу Јорк целиот се блокира. Ама апсолутно. И сега ние за Скопје дебатираме, ама се е тоа процес на едукација. Ни беше предизвик и да самиот народ да го едуцираме. И треба години. Сега веќе настан, знаеш како сега настан, предизвик. Као и не да идеш 5 километри да ги истрчаш. Сега сите се распрашуваат, посебно и кога ќе почнат на 5 километри, потоа се префрлаат на 21, па на цел маратон има и такви. Малку потешко, ама има. Ние табу тема допинг, значи од кога постои професионален спорт се користи допинг. Меѓутоа си свесна самата и самата тоа го кажуваш дека прогледуваат низ прсти, постојат различни методи да се нели избегнат тие контроли или да се заобиколат. Колку е честа употребата на допинг? Знаеш како, ако земеме бодибилдинг таму, значи секој што бил на надпревар знае дека човечкото тело ни случајно не знам колку да вежбате не може да порасне до тој степен и дека е тоа последица на анаболици, меѓутоа тоа е малте неприфатено во бодибилдингот. Меѓутоа еве во атлетиката колку е присутно, неколку нели ноторни примери, како се викаше, го заборев на Карл Луис, конкурентот кој што го нели дисквалификуваа од после победата му го земаа златото и така натаму. Како се викаше, велосипедистов исто така кој што беше многократен првак, па му ги одземаа. Како до почист условно речено спорт? Па мислам дека е позастапено тоа што знаеме реално. Кога беше Усейн Болт, рекордерот на 100 метри преска спомена за рекордот, имаше тие што беа некаде втор, трет, пети позади него, беа фатени на допинг, и овие што се позади него сите допингувани, овој што е рекордерот, најдобриот не е допингуван. Се сомневаш дека и тој користи? Па јас се сомневам, искрено се сомневам. Види, 9:59, ако не се лажаме рекордот, стварно фасцинантно време. Фасцинантно време и сомнително е сите други се допингувани, еден човек не е. Меѓутоа беше и се уште е идол на многу и мислам дека ќе беше контроверзно или ќе беше поразително и за самиот спорт и за тие млади деца кои што го идеализираат, сакаат да бидат како него кога ќе пораснат, вие да кажете
се да пропадне во вода, фатене на допинг и што правиме сега. И мислам дека од тие причини малку и дека се зацкрива вистината за некои луѓе, а за некои не. Посебно е контроверзно што сите руси се фатени допингувани, а сите други не се. И тоа е нефер третман според мене за спортистите. И голем пораз и за тоа што беше тргна на таа база, демек спортот е, сакаме чист спорт, ама од друга страна е сепак политиката вмешана. Јасно, и абсолютно. Руска федерација беше суспендирана од сите спортови, уште пред да почне војната во Украина, и тоа беше, јас секогаш велам, поради допинг, точно. Ја тоа викам, луѓето што го следат спортот, е посебно јас или во атлетиката, однапред знаете дека нешто политички не штима, дека не е причината допинг и се наеднаш, само сите руси се допингувани, сите други се чисти. И поразително е за спортот, бидејќи навистина сега гледаме многу млак, неинтересен спорт. Предходно беше чека да видиме русите, американците, кинезите, кои ќе победат, и тука го гледате посебно во атлетиката. Посебно во атлетиката затоа што има повеќе дисциплини, повеќе мешање машки, женски, се е тука во еден стадион. Се случува и е предизвик за тие и за репрезентативците, и за публиката, да го има тоа. Таа компетитивност е убава, мислам, конкуренцијата е добра, и сега кога немате конкуренција, станува неинтересен спортот. Сега не можете да очекувате дека Македонија, ако застане до некој од Америка, ќе победи. Не, тука веднаш знаете дека не е интересно. Знаеме кој ќе победи однапред. Од друга страна, кога беа вклучени и русите, особено русите, бидејќи посебно во атлетика има фасцинантна конкуренција. И се губи тој драж на некој начин. Оваа година падна рекордот, машкиот рекорд на висина на скок со стап, кој што е 4 метри. 4 метри за прв пат во светот е, без намера никого да подценувам, мислам, секоја чест за дечкото, бидејќи сепак живее и работи во македонски услови, ги нема ни оддалеку истите услови кои што ги имаат атлетичарите во странство, и не е само значи пари, спонзори, тренинзи, нутриционизам и така натаму. Се знаеш дека со оние што ги нарекуваме на звезди, цели екипи работат со нив. Меѓутоа, интересен е податокот дека во 1915 е прв пат во светот надмината бариерата од 4 метри. Се ние каскаме 100 години поназад. Пари ли се во прашање, волја ли е во прашање, незаинтересираност ли е во прашање. Повторно да ви кажам, не го подценувам дечкото, значи секоја чест и за неговиот труд и за неговиот успех, меѓутоа ние како држава каскаме 100 години позади. Па не се работи за подценување, се работи за се сочиме со реалноста. Реалноста е повеќето него ни разработија, посебно и од новинарска страна, него разработија. Да, и така провеа некако. Да, провеа како чиста како информација, а не се погледна што е позадината. Позадината е дека кај нас не се одржува таа дисциплина. Од тогаш не се одржува, немаме услови, нема на стадион, не се одржува, значи на атлетски надпревар не се одржува таа дисциплина. Значи не се тренира во Македонија. И сакаш да кажеш дека тоа е единствен преварувач? Да, веројатно не ја знам сега неговата приказна, ама предпоставувам дека отишол, пробал 2 дена пред настапот, скокнал 4 метра и тоа е рекорд. Не се негува таа дисциплина, не знам како да... Немам ни со што искрено да споредам за да ме разберете. Не се случува ништо. Огромна е разликата. Ние не сме имале никогаш некој да постави светски рекорд или европски рекорд, или барем поправиме ако грешам, сега не сум до туку нели јас упатен. Значи од друга страна и постојат позитивни примери од помали земји, каде што не се вложува доволно, каде е проблемот, нема доволно интерес, за пари да не збориме, мислам за тоа е многу јасно дека нема. Па има многу погрешна стратегија, кај нас се форсираат пред се спортските игри. Ракомет, фудбал, кошарка, кои што па бараат екстремно многу финансии за да стигнете на ниво во светски рамки, и сите тие финансии доколку според мене, значи јас ако би работела таква, ако би требало да променам спортската стратегија, би почнало тоа. Ако имате на пример МЗТ зима околу 18 милиони од општина Аеродром. Што не се некои пари. Што не се за нив некои пари, ама мојот атлетски клуб да ги зима тие пари, тогаш ја навистина ќе имам тука барем европски шампиони. Значи не јас, било кој.
Сега ја се земам како пример, ама било кој да се исклучам, ти да отвориш атлетски клуб и да тебе да ти ги дадат општина аеродром овие пари, ќе можеш да направиш многу поголем успех кој ќе биде забележителен, а камоли да ги земаш и од сега Министерство за спорт, па ти имаат посебни спорти. Јас сега го земам ММЗ-те, бидејќи тука во мојата општина знам како функционираат, колку средства се доделуваат, меѓутоа било кој друг, дали фудбалски клуб Вардар, дали тие ако ја менуваме стратегијата, спортската стратегија, за да имаме навистина добри резултати, ете барем како што спомена да се споредиме со Словенија, па и Србија. Србија имаат многу успешни спортисти. Треба прво тоа да го размислиме, кога имаме толку многу ограничен буџет, дај за тие малку пари што можеме највеќе да добиеме. И сега највеќе во фудбал алокацијата на ресурсите фактички велиш дека ете така, кога веќе го имаме тој ограничен буџет кој што тие 18 милиона се ништо за кошаркарски клуб и навистина сите ми кажуваат, значи тие не се ништо пари, ама ако ги пренасочиш, па и не мора и во атлетика, може и во пливање, во триатлон, во некои индивидуални спортови каде што со тројца спортисти можеш да работиш. Во фудбал не можеш со тројца да работиш. Мораш да имаш цел клуб, мора да имаш резерви, мораш тренери, физиотерапевти. Добро, и тоа го има и во атлетиката, ама пак тие ресурси кои што ги имаш, ако ги пренасочиш попаметно, можеш да извлечеш многу поголем максимум. И кај нас тоа со години не е така и не ни гледам дека искрено се размислува на оваа тема, туку повеќе се размислува за еден спорт да го форсираме, да речеме ракометот. Ти само ракометот, тука имаме резултати затоа што затоа што има многу пари фрлено, прво од приватни фирми, има многу пари има многу пари фрлено, инвестирано, каде што успеале да извлечат некој максимум од тоа што може кај нас. Но има и фидбек. Реално да збориме, тие фирми или клубови може да се надеват на фидбек, ќе земат пари од Лига Шампиони, ќе земат пари, ќе може да се ја вратат инвестицијата. Не знам тоа колку е возможно и како оди во во атлетика, затоа и нема интерес, мислам, еви во светски рамки да земаме, нема приватна, има приватни во смисла Nike, Adidas, таков тип на фирми. За спонзори, значи не дека спортски спонзори. Не се алкалоид во таа смисла, сакам да кажам, не се било кој како што во фудбалот тука ќе ги наредат, ќе ги налепат сите. Во атлетика е најчесто таа еден спортски бренд кој што тебе те облекува, те стипендира, те спонзорира и ете сега правам онака екстремна споредба како е во светски рамки, кај нас ни тоа го нема. Јас, например, додека ги правев тие рекорди, па ќе се намолам некој евентуално патики да ми спонзорира. Нешто минимално, пари никогаш. Кога прегина професионално да се занимаваш со спорт? Пред да почнав со политика, односно кога почнав со политика, Кажи ми, уште последно прашање околу спортскиот дел. Се живее ли од атлетика во Македонија? Па да живееш само да ти. Не. Ти работеше додека се бавеше? Можеш да работиш или сега затоа што малце тоа во права смисла на зборот не можеш да кажеш дека си професионален спортист за да се подразбира да се посветиш 100% и да живееш од тоа. Друго е, например, ајде да речеме фудбал, Пандефиот клубот добива финанси и може да живее, да си купи стани, кола и се. Па дури во македонска лига ќе живеат од плата. Да, и во македонска лига, има, кај нас нема во атлетика, во индивидуалните спортови го нема тој и тој уште еден хендикеп зашто има слаби резултати, а имаме голем потенцијал, затоа што спортските истражувања потврдуваат дека кај нас имаме како ДНК, македонците сме градени па и во регионот, во Албанија, Бугарија, сега тоа е нели пак генетика, ама многу е добро да се користат, посебно сега како што напредува спортот, така и напредува истражувањата и така напредуваат и другите земји, затоа што не се базираат сега само на јак тренинг и тоа е тоа, има цели истражувања кои што ти кажуваат зашто си го губиш времето, пример, јас и ти да играме баскет сега, ти имаш скоро 2 метра, не е исто. И тука ти станува јасно каде треба да се насочи една индивидуа, дали во кошарка, дали во атлетика. Сега тие истражувања помагаат реално во таа генетика дека во Македонија ние имаме предиспозиции во
издржливост и во сила, односно во боречки спортови, индивидуални, како што се атлетика, во атлетика, во пливање. И сега ти ако ги знаеш, ако си паметен и ги искористиш овие истражувања, овие податоци, ги насочиш овие, да речеме, млади деца во овие категории, тука ги инвестираш и финансиите, ќе имаш многу побрзо и пореални резултати. Ако идеш против таа сила, против таа генетика, против таа енергија, се случуваат. Ги гледаме резултатите во принцип. Политички ангажман на Весна Кираџиева. Не е тајна дека беше политички ангажирана во политичка партија Левица, беше кандидат за градоначалник на 21 чинам изборите локални. Кога започна твојот политички ангажман во политичка партија Левица? Таа година, 21-ва, да, така беше, 21-ва некаде на почетокот во февруари месец, не знам дали имам, ајде ќе кажам, ќе одговорам на прашањето директно, бидејќи не се сеќам дали претходно сум раскажувала, па да не се повторувам, да бидам досадна. Во некаде во, да речеме, во февруари месец поднесов пријава кај нив на сајтот, она апликација што ја имаат. Пристапница, ета така, ама немаше одговор. И ден денес гледам дека се неактивни во тој дел. Ти си пристапуваш, има луѓе заинтересирани, никој не би одговара. Па некое време никој ми се немаше јавено, па после тоа, бидејќи од општина Аеродром, видов дека во тој огранок во Аеродром се активни, дека го водат браќата од Пука козметика, ете така, и они беа исто дел, повеќе не се. Да, беше, модератор беше во огранокот и бидејќи ги знаев од мало условно, се знаевме од мало, нив директно ги сконтактирав, аплицирав, ако сакате, тука стојам на располагање и тогаш веќе почнува, тогаш мислам дека беше и периодот кога за пописот се бойкотираше и тука бе вклучена. Почнав уствари во тој дел. Смета дека тоа беше паметна одлука да има 50.000 помалку македонци на попис? Па јас мислам дека што и да се случеше, веќе бројките беа избројани. Не мислам, туку сигурна сум дека бројките беа. Не се согласувам со тоа, затоа што тоа беше една многу погрешна, погубна политика. Објаснувањето на една висока функционерка, можеби формално не функционерка, меѓутоа јас се перцепирам како палегаси во таа партија, додека имавме некоја комуникација нормално на социјални мрежи, беше дека се остава простор во идно време да се оспори пописот, што е дрнјариња, да не се лажеме, тој попис е и меѓународно признат и тие со официјалните бројки, факт е дека за неколку проценти падна резидентното македонско. Не, јас не мислам, затоа што знаете како кога доаѓаа да попишуваат, не ни влегува. Кај мене воопшто не дојдоа на попис. Па тоа сакам да кажам, не доаѓаа затоа што ни веќе ги има бројките и што и да се случеше немаше да има повеќе бројки, не може да има помалку. Има 1.800.000 и сега колку 2 милиона затоа што види, ако се оди на таа логика дека барем тогаш Левица ја форсираше таа логика дека се прави инженеринг во корист на албанците, тоа се покажа дека не е точно, затоа што е факт за прв пат во независна Македонија дека резидентното албанско население е за 1% помалку од што било во 2002, што не е за изненадување, мислам видео убаво никој не бега. Јас сепак мислам дека ќе треба да се направи подобро да се направи попис каде што би било фер да се изброја нерезидентно и нерезидентно, затоа што во овој попис беа вклучени, ќе ги вклучиме и нерезидентно, имаше направено каша попара. И тоа е една од причините, Имаше повеќе причини, тогаш беше хаос направени, кој што кажа воопшто не дојдоа, кај мене не дојдоа, повеќето сепак сме во... Да, меѓутоа се водат во тој случај не е дека не те попишуваат, него се водат тоа сакам да кажам, тие секако ги користат податоците, а воопшто не ни доаѓаа. Тогаш беше короната, па не влегува, па ќе видиме како целиот попис е сомнителен, така што... Што те привлече да се приклучиш од плејада македонски партии, да пристапиш баш не сакав ја не сакав да бидам нели од оној тип партија е генерално секоја партија се смета како секта, значи вие таму си правите политики кои што ви одговараат на вас партиите, ама не им одговараат на народот генерално и смачено ни беше СДС ВМРО и да се препуцаваме ние со тоа, народот трпи.
И никогаш немаше да се приклучам на било која од овие две. И кога не ги знам јас од претходно, јас вака во разговор индиректно со тебе, знам дека ти од порано ги знаеш, или барем. Да, знам и добар дел од основачите, барем од тие. Ето така, јас не ги знаев, предходно. Да, не ги знаев предходно, ги знам од 2020, мислам кога почна кампањата некаде за... Од првиот президиум и од првите основачи останати се Димитар Реджеп и мислам дека беше и Саша Јанџев, да не ме фатите. Не сум сигурен за него, мислам дека и тој беше. Да, од тоа време. Колку што знам, сега не сум била јас тогаш, ги знам од многу подоцна, односно од настапите на телевизија на Пасиев единствено, тогаш околу 2020 кога влеќе веќе да. Епа да, морам да јас секогаш викам, признавам дека си бев изманипулирана од неговите вешти изјави на телевизија и после тоа 2021 веќе видов некоја борбеност или тоа што ни го презентираа во тој момент. Бойкотираме попис. Кампања, локални Воглавно избори. беше реториката за тогаш уште со Северна, Так. беше ќе го враќаме името, тазе беше нели се уште и болката. Така, и тогаш за кампањата што тераше, и друга работа што ме привлече е деца на транзицијата, бидејќи моите и двајцата. И на повеќето од нас, нели? И бидејќи не го знаев јас од претходно, не ја знаев шарената револуција, нивната вклученост, сите тие детали од претходно, секако дека, па и после тоа, кога дознав, викам, добро, луѓево, знаеш, се менуваат, сваќаат грешки, како еве, јас сега што сум сгрешила, секој греши, добро е да им се пружи шанса. 21 беше кандидат за градоначелник на аеродром, да, ако не се да, лажам. на аеродром бев. Тогаш брзо се, како што кажав, почнав, пуштив пристапница во февруари, па немаше долго одговор, па разговарав со браќата Масларковски, тука се активирав некаде летото, да речеме, и веќе почна, веројатно, внатре, интерно во президиумот на Левица да се бараат веројатно кандидати. Тогаш ми кажа Масларковски дека мене ме предложиле, бидејќи сепак сум атлетичарка, имам убава кариера, ете за така. Сепак се бара нели некој лик кој што е има некоја позадина. Колку гласови како кандидат? 4000. 4000 гласови. Да, 3950 да речем. Во ред. Кога пукна тиквата? Значи, сега си еден од најжестоките критичари на политичка партија Левица, колку е тоа исправно или не, нели секој ќе си цени сам за себе, меѓутоа, ајде сега да прогледаме малку објективно. Значи, барем јас колку што сум прател, твоето разидување за Левица се случува веднаш по или околу парламентарните избори лани. Имаше ли очекувања да бидеш на добитно пратеничко место на минатите избори? Не беше на добитно. Види, не можеме тоа да не го поставиме како прашање. Сега некако многу кореспондира со моментот дека излегуваш пред избори и така натаму. Например, пар мои колешки адвокатки кои што излегуваат малце подруги причини од идиотски однос на партијата кон адвокатурата, иако сега има кандидат за градоначелник и носител на советничка листа, тие се веројатно од добри адвокати, други се од лоши, пар мои колешки и за тоа излегува, меѓутоа сега некако кореспондира твоето излагање и заратување условно речено. Да, се имаат собрано, не е тоа сега се случува и толку е. Исто како не знам во врска, во брак, долги години сте и сега си прогледувате низ, си прогледувате низ прсти за некои работи кои што ви сметаат, ама ги се речете, па добро сега, и јас треба да попуштам и тие можеби ќе попуштат, ама добро, кај нив тоа никогаш не се случувало. И се натрупуваат работи, и доаѓа период кога викате, добро, ајде ќе почекам да видам како ќе поминат избори, поминаа нели локалните избори, ништо не се случува, поминуваат, доаѓаат и после тоа имаше во Тетово, не знам дали се сеќавате, повеќето веројатно не го нисперцепира дека има вонредни и тука бев ептен ангажирана, бидејќи скоро никој од другиве не се замараше. Што за мене е поразително, не може да ги оставите луѓето на цедило. Да, гласови од своји партијата. Да. 800 гласови. Така нешто и мене тука ми дојде
највеќе ми светна што се случува внатре и колку се незаинтересирани луѓето, тетовците се убија од работа. Јас и уште двајца од Скопје се ангажиравме редовно да одиме да им помагаме, да студираме видеа, монтажи, се. И тука веќе сваќаш дека нешто не штима. Иако во тој период не знаев зашто се неангажирани. Затоа што тогаш ние се боревме дека барем еден во Тетово да влезе, да. И одевме најискрено и тогаш кога не освоја, тогаш не само што јас си го осетив како пораз, како личен, како јас да не сум влегла. Така. Иако нели за Тетово се работи, јас немам ништо ниту на листа. Јасно, ниту можеш да влезеш ниту таму. можам, туку буквално беше борбата за тие луѓе таму, бидејќи јас тогаш работев како ние сме тим, семејство, да растеме, целта ни е да нешто да се бори, да дојдеме на власт. И кога гледаш дека почнува малце да ми станува јасно зашто всушност тие веројатно имале пресметано дека немаат никаков ќар, зборувам за президиумот. Дека немаат никаков ќар од тоа дали ќе влезе еден или ни еден, мањак, вишак, зашто да се потресуваме, бидејќи има навистина многу работа. За да работиш ти на едни локални избори, без разлика што е само за една општина, има многу работа. Многу работа, посебно за мала партија. Кираџиева не очекуваше да биде на добитно место на парламентарни избори. Да, чекај, не се да отиде на друга страна, муабетот ми отиде за Тетово. Не стигнавме до тоа. Не беше очекувањата, бидејќи јас знаев дека и наративот од партијата е тој. Беше, да, па добро, сосем, да. Не само што сум имала очекување, туку ме купиле од ВМРО, тоа е наративот, тоа е главното. И уште денес ќе дојдеме, да завршам цело време ми скока темата, таков ни атлетскиот мозок. До кај стигнав? Дека си немала очекување да бидеш на добитно. Затоа што пак јас сепак работев блиску и внатре, знаев кои се реалните можности, повеќето мислеа, па дури надвор луѓето не следат многу политика. Прогнозите беа 8, 10, 12. Да, јас тогаш им кажав, и јас си го имам и тоа си го имам зачувано скриншотот од мојот муабет, што им имам кажано дека повеќе од 5-6 нема да имате. Така да сега јас реално и отворено им кажав дека повеќе од 5-6 нема да имате, што значи не е лоша бројка, нели? Да, не е, мислам, јас им кажав, ама тие цело време форсираат и ден денес форсираат некоја риторика што уствари ги обесхрабрува после тоа луѓето, затоа што очекуваат многу. Ти кога им кажеш 15 души очекуваме, кога ќе стигнат 6, луѓето се разочаруваат. И мојот став беше дека треба да имаме реални кои ни се очекувањата. И ти да им кажеш на членството 5-6, тоа е реалноста. И сега, и сега работата ако влезат 5-6, значи моите очекувања биле дека јас нема да влезнам во тие 5-6. Моите очекувања беа од старт. Прво и евентуално второ, јас ни втор после тоа не мислев дека ќе влезе. Аз знаев дека прв и втор сигурно дека мене нема да ме стаат. Зборам за во првата изборна единица. Се знае прв и втор кои ќе бидат. Да, председател и подпредседател. Точно. И тука сигурно дека јас не очекувам. Ете така, и сега нема логика некој да каже ти си очекувала на добитно, кого ќе трнат? Така, да, Димитар или Реджеп сигурно, да, добра така логика ти ова. Така да, не ми е логично. Единствено што мислев дека евентуално дека трета можеби ќе ме сметаат, ама и тоа не ме сметале, туку тие сакале, не знам, можеби дали го знаеш ова, дали го имам кажано и претходно дека нивниот предлог до мене беше јас да бидам носител на шеска. Што е горење во принцип. Горење во принцип и одбив. И тука настана куршлусот, уствари. И не знам зашто не го кажуваат како што е, така беше, ми предложија, одбив. Партијата на првите избори на кои што настапи, затоа што тогаш, у принцип, јас ги поддржував од срце, никош не сум бил ни член на таа партија. Во првите избори, ти изборам 2016 година, не ни имаше кандидатска листа во шеската. Че не ни имаше кандидатска листа во шеската. 2020 имаа се Нада од Штип беше носител, бидејќи нели на парламентарни тоа е дозволено, на локални е малку поинаку. Сега си еден од најжестоките критичари. Се работи за инет, разочарување, гнев, кооптираност со владеачката партија и за тоа многу се зборува од се помалку. Не, се работи за тоа што видов внатре што се случува и како јас бев
изманипулирана, ајде да не кажам излажена или изманипулирана, вешто изманипулирана, и гледам дека истото се случува со нови луѓе, односно со луѓе кои што па и реално и не следат политика. Вие ако го следите само еднаш, два пати во година, ако излезе или извади некој рилсче од собрание, од тој говор, и вие само толку повеќето, исто како и јас кога бегов, толку ја гледате таа слика од тие 30 секунди, минута кои што ќе ги извлечат, и вие тука се намамувате дека стварно бе види го шубаво зборува човеков. Браво. Шубаво зборува, мислам тоа факт. И сега кога си внатре, ти гледаш дека тоа се само зборови, дека тоа нема абер од реализација. И сега затоа е таа моја борбеност да пробам да им кажам... патот за партија како Левица, која што почнала реално од нула, независно дека они постојат 10 години, сега јас знам дека они е 20 подписи собраа тогаш. Да. Па и сега. Значи почнале од нула, нели е малку подолг патот дека сега која е реализацијата, веројатно не се очекува дека не е за реализацијата дека сега некој очекува нешто од нив да реализираат, туку дека јас однатре знам дека тие немаат ниту идеја, ниту желба да го реализираат тоа. Која е целта на бавење со политика? Нивната цел е посебно на председателот е да си остане. Тој си влезе, да си остане во собрание, каде што е многу удобна позиција. Тука грешиш ќе те поправам, затоа што мислам дека многу подобро го знам Димитар од тебе и ти тврдам дека неговата лична амбиција секогаш била, од секогаш, тоа е многу одамна, да биде премиер, да биде апсолутен владател во Македонија. Тоа да веруваш дека така. Така да не сте во право дека него му е целта он да седи пратеник да зема 2000 евра му удобно, че тоа не му е целта. Ама тој знае дека тоа нема да се случи никогаш, така? Сега никогаш не вели никогаш, не. Кај нас не иде така, нема да расте. Ќе дојдеме до тоа за кратко. Нема да расте и него му е јасно дека кај нас не прво затоа што тие не можат да соработуваат со надвор. Значи, ни со Кина, ни со Русија, камоли со САД. Не со Кина, со Русија. Они имаат проблем со други македонски партии да соработуваат. И со други македонски партии. И сега ти по таа логика... Сам многу малку случаеви имало кога некој само освоил. И по таа логика никогаш нема да дојде. Дури да има некога 6 пратеници, што никогаш нема да има, нема да има поише од ова, никогаш нема да има. И тоа е реалноста. Не сум убеден, добро и. Ама ајде, добро, еве, одиме со таа дека тој има повеќе од 6 нема да имаат за 6. Да, окей, одиме и со таа верзија. Убаво е да ги разработиме верзиве, затоа што има многу што размислуваат еве вака како тебе. И сакам да го образложам и мојот дел, затоа што јас па сум била на вистина блиску, сум се работувала, друга е да го знаеш како другар во фамилија, друга е да се работуваш блиску со тие луѓе и да сватиш мозокот како функционира. Еве и да одиме со таа верзија дека ќе стигнат некогаш да 50 или да прават коалиција. Со кого би правеле коалиција прво? Со никого. Ако прават коалиција, не знам, успеат по некоја магична, што не може, ама ајде еве, некако успеат, има конфликт со сите надвор, затоа што ние сепак сме земја која што сакале, признале, не колку и да е болно тоа, сме малтене... Јас сум многу мала и немокна земја, тоа е факт. Мала, немокна, ама сме и, ајде на некој начин зависни. Како? На секој начин. На секој начин, ете така. И тој има големо его за да може да соработува со било кој, да седне на маса, да одговори кога ќе треба притисок. И така што мислам дека порано, сметал дека тоа е борбеност, јас ќе покажам луѓето ќе ми изгласаат, ќе стигнам, Ама сега веќе сваќа дека таа опција е нереална, дека не може да дојде на позиција каде што ќе може сето ово да го искоординира, ама овој самиот тој ми го има кажано, ни го има насостено кажано, јас дури да стигнеме до таа позиција, јас нема да бидам премиер. Ставете ме таму нешто, правда, ова, она, јас нема да бидам, значи ова го кажувам искрено, кој сака нека верува, кој не. 15 пратеници, 12 пратеници во Македонија се одлучувачки фактор, значи не морате вие да имате 50 пратеници. Еве и нека не се 15, нека се 12 пратеници да има политичка партија Левица, многу тешко ќе биде да се заобиколи, во зависност од другите математики, меѓутоа тука и дискутабилно колку ќе сакаат они да се нафатат да водат, да речеме, 2-3 битни министерства. Па не сакаат. Затоа што тоа веќе носи одговорност. Затоа што тоа веќе не знам дали знаеш дека имаше понуда. Ама тоа не е ни тајно под маса, туку самиот подпредседател излезе на самата седница кога се конструираше
Влада ти кажа, јас ви благодарам на вас што ме поканивте да бидам министер за заедниците, меѓутоа јас ја одбивам таа понуда. Левица ќе расте се до оној момент доека не фатат да водат некоја институција. Нема да водат, ама не сака, тоа пробувам да ти објаснам и на тебе и на другите. Ти ја сваќам логиката дека не сакаат за да не ја напуштат, нема се удобна позиција. Па не за тоа, туку затоа што ќе се види дека не знаат да работат. Не знам, треба луѓето, јас за тој викам, не ми верувајте, слободно влезете, работете со нив. Влезете, работете и ги видите дали знаат да работат. Не знаат да работат. Тоа што до сега го гледавте и тие веќе сега што излегуваме, тоа што ние луѓе како мене што сме работеле. Вие што сега излегувате, сте групно наречени или како беше, опортунистички џган. Да, и сега тие што го оравме теренот, на многу деца кои што види се повлекуваат и сега ќе почнат да се познати, и многу деца кои што стварно со срце работеле. Ќе почна, знаеш, уште не почнуваат луѓето да ги осеќаат дупките, тие празнини, бидејќи ние сме го ископале тој терен и сме оставиле барем за уште некоја година-две да може да се шлепат на таа вода. Има ли сериозно влијание во партијата госпоѓа Мира Марковиќ? Не знам. Тоа јас најискрено не знам. Не знаете на кога алудирам како Мира Марковиќ? Во ред. Што очекуваш од локалните избори? Еве, чисто твоја прогноза, си се бавела со политика активно, да речеме, па нека и малку повисока политика, 3-4 години. За нив конкретно или генерал? Генерално мислам дека ВМРО ќе си изгази. Сега не е тоа. Скопје мислам дека ќе го добијат од прв круг. Ќе тепа во повеќето општини. Ќе паднат ли на гласови? Сите ќе паднат на гласови. Сите ќе паднат зашто јас мислам дека ќе има слаба излезност. И мислам дека сите ќе паднат и тука не можеш да мериш. Тоа ќе ги видиме на крај процентите, ама мислам дека сите ќе паднат. И сега мерливоста ќе биде и сите ќе бидат победници. И сите ќе бидат сите ќе бидат сите ќе бидат победници затоа што има простор за тоа да се манипулира. Да, види локалните избори се најлесни за манипулација. Дали е советници, дали се дошло некој поубав град, дали сум влегол, и сега тоа не е мерливо, да гледам, не е толку лесно мерливо како парламентарни например. Да, на крајот на денот тие што ќе имаат најголем број од општините, според мене и според некоја логика, тие се всушност условно кажано победници, сега со оглед на тоа што ВМРО имаат и зависи затоа што например СДСМ имаше поголем број општини во 2005, ама го изгуби град Скопје, па ВМРО го сметаа за победник и тоа повеќе им даде ветар во грб за 2006 за победата. Затоа збориме дека е малце 19 октомври се изборите, на 20 октомври кој ќе плаќа кафана? Јанаки Митровски или Весна Кираџиева? Веројатно ќе си останеме на зборот. Ќе си останам, јас си кажав. Не, првично јас кога прочитав, ја прочитав понудата за кладбата. Не знам дали го смени или јас погрешно прочитав да биде 50. Јас викам под 50 сигурно ќе биде. Видов дека 49 сега има и нема никаква логика да паднат по таа бројка. А твојата бројка што ти ја нудеше беше значи комична и ние за на 30 се кладевме. Математика, пресметка ги гледав, ги споредував на 23 до 27. Тоа е значи ни на сонда земат да не излезат на локални избори ќе освојат. Јас ги гледав бројките и затоа и го напишав, не знам дали забележа, тогаш имав ставено една пресметка, споредба колку им беа бројките во одредени општини во кои што има пример аеродром. Не може да се прави на споредба парламентарни со локални. Не може, ама знаеш зашто е кај нив малку поинаку. Зборам за левица, значи да, не може генерално точно, ама кај нив е малку поинаку, затоа што кај нив прво се ограничени. Сега дури имаат и можеби, не ги имам видено точно сите во кои општини се, ама има, иако тој најавуваше 62, мислам дека нема ни 62 да имаат, 90, не 90, ама 50% од листите им се со фамилиарна непотизам, мислам сега има програма. Не, го има, ја не го споредувам со другите партии, не ги споредувам нив со другите партии воопшто, затоа што ги знаеме како функционираат во ВМРО за 35 години. Јас ги споредувам со самите нив и нивното лицемерие, затоа што тие пропагираат. Сега ако ги видите нивните програми, сигурно и во оваа, дека тие се борат против непотизам во општините. И сега ти нудиш листа
од 20 души, од кои 10 се фамилија. Добро, ама сега нели тие вторите чини се таму на 20 место кои што се повеќе декот. Ама треба сега да бидеме принципиелни. Тие ако одат цело време со ставот дека имаат, не знам, 10.000 членство и сега од 10.000 членство ти не можеш 20 души да најдеш. Да, мислам дека и повеќе пропагира дека има 12-13. Ама имаат реално 5. И добро, ви додиме со 5.000. Од 5.000 души тебе не може 20 души да ти се нафатат кои што не ти се фамилија. Малце е контраверзна, самите со себе се контраверзни. Значи јас пак ќе кажам, да, се што тие прават го има и во другите партии. Ама поентата на таа партија зашто јас се навлеков на старт во таа партија е што тие пропагираат дека не се како другите. Затоа што ако сакав да бидам како во партија што е како другите, ќе отидев со СДС која беше на власт или со ВМРО која се на власт. Не одам со партија која што има двајца активно со пратеници. Со политика. Не знам. Тешко прашање. Да, тешко прашање. Јас кога влегов во политика, нели во таа политичка партија, влегов со идеја затоа што видов дека јас како спортист, тогаш се уште активен спортист, дека сите го занемаруваат спортот, па дури таа партија, ама ми изгледа како луѓе кои што се млади. Вие го направите сектор спорт со Наташа, со... Да, и најактивен беше. Не постоеше не само бедисано. Сега постои ли воопшто сектор спорт? Не, и тогаш се праве активности, тимбилдинг, планинарски тури, мал фудбал, одбојка на плажа, секакви активности имаш и тогаш што се ти на вистина, нам сега тоа е малку проамериканизам, тој тимбилдинг, па сега тоа го има во големите компании. Ама дури имаме сите одбивновско тоа сега тимбилдинг тука нешто ќе правим, изводите, гледате амерички филмови, ама го сетив тоа на делово, дури во таа организација, навистина се чувствува таа енергија кога сте отишле сте поминали еден цел ден со таа екипа. И сега од тие причини влегов, нели, една од причините што влегов да пробаме да го правиме спортот. И сега мене идејата ми беше дека оваа партија се бори за да дојде на власт, и ако дојде на власт ќе треба тогаш агенција. Спорт не носи баш гласови во. Па не носи, ама да, не е за носење, не збориме за носење гласови, збориме за моментот дека ако дојде на власт или било кој ќе дојде момент кога ќе треба и спортот да се така. И дека ќе треба тука некој што искрено знае, што знае политички, што го знае и спортот, како да работи, како да соработува, како да напредува, како да смисли правилна стратегија. И сега, да, реално, веројатно, како што кажа и ти не носи гласови, веројатно за тој сите партии и го занемаруваат како небитен. Што е, мислам дека па и голем хендикеп, затоа што ако ги гледате, пак ќе се навратам на муабетот од стартот со политиките помеѓу САД и Русија, тука се бија највеќе копијата преку спортот. Ти си жител на општина Аеродром, тоа значи дека пред тебе ќе имаш 3 гласачки ливчиња, односно 4, значи за Совет на општина Аеродром, за градоначалник, за Совет на град Скопје, за градоначалник. Моје последно прашање до тебе. Ки излезе ли да гласа Весна Килеџиева на овие избори? Па да, планирам, затоа што сметам дека ја имаме таа опција, која што посебно жените во минатото ја немале. И сакам да го искористиме правото на глас, па макар да отидеш и да го шкртнеш или сите да ги заокружиш на ливчето. Не верувам дека ќе го шкртнеш ливчето, морам искрено да ти кажам, но ќе ти се заблагодарам за одвоеното време. Благодарам и на тебе. И на тебе. Секој добро.